Добре дојдовте зад димната завеса со Цивил. Цивил ве води зад димната завеса која ја креваат дезинформациите и пропагандата, а заедно со вас се обидуваме да ги откриеме вистинските факти, да ги откриеме вистинските состојби за настаните, за процесите во нашата земја, во регионот и се разбира во светот. Ова е свет глобален, кој го поврзуваат комуникацијските технологии, интернетот, така што сите настани, сите процеси, сите состојби на секаде во светот на некој начин се отсликуваат и на секојдневието на граѓанките и граѓаните во сосема други краишта на спротивниот крај од планетата. Многу често гледаме колку тие нешта се поврзани, а некои луѓе тоа се обидуваат да го објаснат и со теории на заговорот. Оние што веруваат во теориите на заговорот треба да знаат една работа. Теориите на заговорот ни оддалеку не се толку комплицирани, толку деликатни и толку тешки понекогаш колку што е реалноста. Реалноста е сепак многу покомплицирана, многу потешка и има многу посериозни елементи и настани, микродвижења и односи меѓу луѓето, меѓу работите кои се случуваат, се одвиваат, отколку што тоа може да го смисли некој зад тастатурата кога креира теории на заговор. Затоа подобро гледајте каква е реалноста, отколку да им верувате на теориите на заговорот. Со ова би сакал да ја започнам нашата денешна средба за димната завеса и исто така со големата благодарност во името на тимот на Цивил за вашите бројни пораки, за вашите бројни пријави за дезинформации и пропагандни пораки со кои се соочувате во вашето секојдневие. Сметам дека без вашата поддршка, без вашето учество во нашите активности, во нашата иницијатива за димната завеса, во оваа наша заедничка медиумска и граѓанска акција против дезинформациите и пропагандата, ние не би успеале. Се разбира, без граѓанките и граѓаните, без активните, свесните и совесните граѓанки и граѓани кои заедно со нас учествуваат во оваа долга, непрекината, би рекол, меѓутоа многу одговорна акција. Денеска би сакале да подсетиме на уште неколку различни и важни аспекти на борбата против дезинформациите и пропагандата. Разговараме со луѓе од институциите, од граѓанското општество, луѓе кои доаѓаат и од експертската заедница, кои на различни начини врз основа на своето искуство, познавање, професионален ангажман се обидуваат да ни ги приближат темите во врска со дезинформациите и пропагандата, се обидуваат да ни ги приближат фактите за тоа како и ние треба да ги разбираме содржините кои ги гледаме на социјалните мрежи и во медиумите и како треба да се одбраниме од дезинформациите и пропагандата. Ова наша средба се разбира дека повторно ќе биде богата со различни соговорнички и соговорници кои беа дел или се дел од нашите активности, беа дел и од медиумската продукција на Цивил во различни сегменти од нашата работа во текот на изминатите денови и недели. Па да започнеме. Оваа наша средба зад димната завеса ќе ја започнеме со Филип Стојановски, наш колега, наш редовен гостин и исто така човек кој има навистина долгогодишно искуство во борбата против дезинформациите. Тој доаѓа од фондацијата Метаморфозис, која е позната по тоа дека се занимава токму со идентификување, анализи и обелоденување на лажните вести, на дезинформациите преку медиумската платформа која фондацијата ја развива. Сигурно многу добро ви е позната веб страницата vistinomер.mk, kriting.mk, како и неколку други медиумски продукти на оваа фондација кои секојдневно работат на разоткривање на дезинформациите.
Филип Стојановски ќе го слушнеме и во денешната средба, се разбира во снимка која произлегува од нашата работа низ целата земја, во нашата работа во комуникацијата со различни невладини организации, експерти, представнички и представници на институциите или медиумите. Па да го проследиме излагањето на Стојановски. Многу е важно да се каже дека овој проблем е многу комплексен и делумно потекнува од ранливоста на нашето општество на дезинформации, кое што е состојба која што се констатира и вон контекстот на сегашната геополитичка состојба и војната против Украина, туку од порано имаме ситуација во која што од низа причини, почнувајќи од квалитетот на образовниот систем, особините на медиумскиот простор, интерните структури за пропаганда и манипулации кои што беа воспоставени со и без руско учество, имаме индикации дека дел од партиските структури се создадени и со руско учество, особено после во периодот кога режимот на Груевски почна да се ниша, односно кога беше јасно дека не може да се одржи. Почнувајќи од 2015 година, после бомбите и после ситуацијата во Куманово, околу Кумановските настани, кои што се коинцидираат со посета на нашиот тогашен председател на државата во Кремљ на настан кој што беше бойкотиран од НАТО на прославата на победата врз фашизмот 9 мај, која што беше бойкотирана од НАТО и сојузниците заради тогаш почнатата војна против Украина, бидејќи војната против Украина почна од многу порано од ова што го гледаме сега како масовна инвазија, бидејќи тогаш веќе беа заземени делови од Источна Украина и Крим. И веднаш потоа истражувачки новинари од OCCRP имаат откриено, после неколку години објавија, дека руски специјалисти за правење фарми ботови биле присутни во државата со некакво знаење на властите. Зборуваме за нашата држава. За нашата држава, да. И нашите анализи кои што се објавуваат преку Вистиномер пред се како форма на проверка на факти, но и пошироки анализи не само на дезинформациите, туку и на целата околина која што доведува до ширење на дезинформации, чија што цел е подривање на демократијата, уништување на демократскиот систем и воспоставување на некој друг тип на владење, укажува дека влијанието од Русија е многу посистематско од тоа што се сметаше до сега. За многу работи не се зборуваше, па дури и нашите политичари, без разлика од која страна, беа многу внимателни при зборување на овие теми и при откривање на податоци кои што можеби и веќе ги има за разни типови на хибридни закани и состојби или наблезеност во нашиот систем. Она што го гледаме и може да се прочита преку анализите е дека имаме сериозно влијание и во образовниот систем, односно во научно-академската сфера, имаме сериозно влијание во политичкиот живот, имаме неколку партии кои што се декларирани на линија на Кремљ како и се декларирани против НАТО, тие се на некој начин се сметаа за многу мали гранични фриндж, што би се рекло партии, но не од нив веќе почнаа да се појавуваат на избори и да го користат секој можен повод за сеење на недоверба во системот, сеење на недоверба во демократските институции и во самиот процес на европска интеграција. Дел од тие партии служат и како еден вид на прокси, односно на сурогати и за други политички сили кои што се многу по-мејнстрим, а кои што флертуваат со разни типови влијанија и тие се на ниво на не само на безбедност, туку и на економија, на медиумскијата сфера и така натака.
особено економското влијание е тука многу важно. Гледаме во последно време имаме дезинформации за зејтинот, за основни продукти, па се представуваат странски земји како спасители, па потоа се открива дека всушност не дека имало недостаток, туку имало тука економски интереси и тука ситуацијата е толку испреплетена и толку комплексна, што не може да кажеме дека имаме само еден тип на проблеми и еден тип на решение. Мора за да се пристапи на овој проблеми да се решава системски и да се видат сите аспекти, а за тоа е потребен и уште поголем општествен диалог да се зборува за проблемите, што досега беше генерално речено табу тема. За многу работи на руско влијание кај нас воопшто не се зборуваше во јавноста. Или па ако се зборуваше, тоа се спеташе како нормално или како нешто за што нема потреба да се зборува, пошто е тоа така. И тоа е многу чудно, бидејќи истовремено со тоа се дава простор за активностите на оние кои што работат против интересите на нашата заедница. Му благодариме на колегата Стојановски, Филип Стојановски, кој е познат во јавноста како представник на фондацијата Метаморфозис, која се занимава долги години токму со темата дезинформации преку своите медиумски продукти, кои можете да ги видите и преземени и на Цивил Медија МК прилично често, се разбира и во нашите заеднички активности, средби, интервјуа, разговори. Да продолжиме понатаму, да влеземе во светот на академијата, односно да видиме излагање од професор доктор Весна Поповска, која ни доаѓа преку Zoom линк од Универзитетот Визион од Гостивар. Поповска е експерт во ова област, повеќе пати сте ја гледале во нашата програма и ние имаме одлична соработка, одлична комуникација со професор Поповска, па да видиме што таа има да каже за нашата денешна средба за димната завеса. Веројатно главната цел во креирањето на дезинформациите и во обидот за влијание е повторно геополитички. Тоа секако има за цел да влијае кон евроатлантските перспективи. Среќа во несреќа што никако Северна Македонија го фати последниот воз пред кризата за да стане дел од НАТО, затоа што верувам дека воспротивно ќе беа уште поголеми влијанијата и ќе беше уште поголем интересот. Во делот на проширувањето кон Европската унија, тоа е малку поширок проблем и секако проширувањето нема да се случи за брзо и да не беше украинската војна, но во секој случај може да влијае на сентиментот и на прифаќањето од граѓаните. Интересно е што работевме преку институтот Преспа односно институтот Преспа, каде што сум дел од работната група за жени експертки, работеше на имидж обсерваторија на државите. И интересно е што податокот главен е дека практично нема оригинално руско влијание. Тоа е заклучокот, значи дека нема некое оригинално руско влијание кое е значено, туку дека повеќе сентиментот, прорускиот сентимент практично влегува преку соседните држави. Да, многу е поголемо во други сфери како што се образованието и културата, но оригиналната поддршка као таква не е толку голема колку што е експонирана или колку што прави бука во контекстот. Верувам дека тој тип на истражување може исто така да е интересен, дека можеби на некој од следните разговори би требало да некој од авторите се вклучи во овој дел. Идејата на хибридните и асиметрични напади или на безбедносните закани од таков тип, кои претежно доаѓаат од недржавни актери, но и државните актери ќе користат, без оглед дали ќе има или нема атрибуција кон нив, е генерално нападот на либералните вредности како такви, на оно што е поставено како западна цивилизација. И практично, откако почна и генерално борбата со тероризмот после 2001, после нападот на Светскиот трговски центар, како што се проширува безбедносниот периметар, се повеќе се стеснува либералниот периметар или се повеќе се стеснува ограничувањето на човековите права и слободи, и тоа го прават законодавците широм светот. Имавме тој случај и со законодавството во Франција, во Германија, но и на Балкан. Затоа е многу важно да останеме доследни на идеите како такви, колку и да е тоа тешко, и да како општество земеме системски став или изградиме системски пристап кон надминување на состојбите. Пропагандата како цел не бира сектори, се шири секаде. Меѓутоа ниту сум ја судски орган за да констатирам, ниту нели може да
да зборуваме надвор од она што е наше лично доживување или искуство, секако дека секој е апсолутно одговорен за своите постапки, особено во академската заедница. Во академската заедница е многу важно да се вратиме на академскиот интегритет, надвор од она што се зборува како предуслови за избор во звање согласно Законот за високо образование и Законот за научно-истражувачка дејност. И за жал науката беше многу силно злоупотребена во истиот оној период за кој зборува Бојаровски и имавме и пленум и контрапленум, имавме и протагонисти на говор на омраза кои се промовираа како борци за човекови права. Меѓутоа, тоа е, знаете, never ending hurdle, тоа е нешто што не може да го спречите, затоа што ако се обидите да го спречите или да го криминализирате, затоа што дезинформациите не постојат како посебно кривично дело во Кривичниот законник, тогаш влегувате во една друга сензитивна област, каде што практично многу е тешко да го воспоставите балансот помеѓу потребата за безбедност или за заштита од дезинформации и она што е поставено како стандард согласно член 10 од Европската конвенција за човекови права во делот на слобода на говор. Затоа ние како академска заедница имаме сериозна одговорност, граѓанското општество исто така има сериозна одговорност, владата има сериозна одговорност во делот на тоа со кого се работува, чии ставови ги пропагира, медиумите исто така имаат одговорност за делот на кому му даваат простор, затоа што некогаш во потрега по сензационализам канат гости кои не уживаат академски интегритет, но уживаат определени титули стегнати на различен начин, затоа одговорноста е споделена. Најголемата одговорност секој ја носи сам за себе, но она што го имаме го пренесуваме и во општеството околу нас. Мислам дека проблемот, како што кажа и колегите, е подлабок, затоа што ние имаме генерално проблем со неказнивост или неодговорност и разочарувањето кое се случи после очукувањето од СЈО направи еден голем бран на негативни емоции или на недоверба кај граѓаните. И таков систем, за да се врати повторно довербата и во правосудните органи, и во тоа дека некој ќе сноси одговорност ако постапи несоодветно, ќе бара многу време. Како што кажав, мислам дека сме соодветно нормативно поставени. Сега за сега не би сметала дека треба да има посебна правна квалификација за кривично дело на дезинформации како такви, но може да има измени и во кривичниот законник во материјална форма и во прибавувањето на докази. Исто сметам дека е потребна некаква дорегулација или барем воспоставување некаков регистар на вистински сопственици, може би или нешто такво, уделот на онлайн медиумите, затоа што и медиумите како такви во денешно време секој може да биде медиум. Објавувањето во академската заедница на определени постови, објави, говори, коментари на различни експерти исто така се проширува и преку социјалните мрежи, преку онлайн порталите. Значи, чија изјава ќе ја изберете како медиум или како новинар за да ја пренесете, потоа прави мултиплицирано влијание понатаму. Нашиот следен говорник не мораме да го представуваме особено, меѓутоа можам само да кажам дека тој е долгогодишен новинар и уредник, се работи за Зоран Бојаровски, чие излагање ќе го проследиме сега и кое навистина треба да му обрнеме посебно внимание, бидејќи има навистина што да каже токму за дезинформациите и пропагандата. Еден директен, навистина богат израз во кој ќе ги откриете важните аспекти на дезинформациите и пропагандата. Па да видиме. Една од паралелните работи кои се одвиваат заедно со оваа брутална и со ништо не испровоцирана војна во Украина е силната војна и силните хибридни напади што се случуваат во сајбер просторот, односно и во реалниот простор на интернет, особено заради тоа што е битно тоа, заради тоа што според сите податоци денеска огромен број од граѓаните, а особено една, така да ја наречам, погодна целна група е на интернет, а тоа се младите, претежно од некаде, да речеме, позрела некоја возраст младинска, 5-16 години па до 30 години, тие во главно се на интернет. И тој тип ги прави, таа група ја прави особено погодна целна група за да се врши влијание. А влијанието се прави како што се прави со, можем така да кажем, со конвенционалните средства за војна, со ист интензитет се прават и овие хибридни закани во сајбер или на интернет просторот и се разбира, целта е да се демотивира, да се предизвика сомнеш во вредностите визави
Руската федерација и вредностите што таа ги почитува и негува, и тоа особено се однесува на земјите кои се или членки на Европската Унија, на НАТО сојузот, или земји кои претендираат да бидат членки на овие сојузи кои максимално, нели, познато е, ги вреднуваат западноевропските демократски вредности. Така да, имаат намера да влијаат, сега колку е тоа успешно или не, тоа е прашање. Ја мислам дека ако зборуваме за нашата земја, се соочуваме со сериозен предизвик, но мислам дека на различни нивоа на инфраструктурата што е потребна за соочување со овие предизвици, ние сме на едно солидно ниво и мислам дека правиме соодветни одговори во однос на тоа низ разни облици, како што се, не знам, сето тоа што го прави владата на Република Северна Македонија и останатите институции на власта, сето тоа особено што го прави на граѓанскиот сектор, визави она што го поседува како капацитети за проверка на фактите и за негување на тој тип на наративи кои се спротивставуваат на овие наративи и сите останати фактори, мислам дека можеме да бидеме задоволни дека сериозно се спротивставуваме на овие влијанија. Не е прашање на тоа на утврдување од каде се генерира пропагандата. Не мора да е тоа Кремљ или Москва. Не мора да е дури и ни соседството, зашто професорката имплицира дека од околината наша доаѓаат. Ние ги имаме дома. Индоктринацијата веќе е направена. И ние веќе дома имаме центри кои продуцираат вредности кои се спротивни на оние кои ги застапува нашето општество и нашата држава. Да не заборавиме дека чисто како една парадигма, малце ќе отскокнам, но да речеме во времето на изборите 2016 во Америка, еден од главните центри за дезинформации беше далеко од Америка, беше во Велес. А вршеше сериозно влијание на изборите таму, односно на пропагандата таму или широм останатиот свет, каде што беше битно да се пласираат тој тип на информации. Битно е, во таков случај, многу по-битно е колку ќе го направите општество и сите нејзини структури и по вертикала и по хоризонтала отпорни на на таа пропаганда, на таа хибридна војна. И тоа беше нешто што владата од 2017 година особено навака почна да го прави прилично интензивно, затоа што од тој период навака на брза трака беа ставени интензивирањето на европските интеграции на земјата и на НАТО интеграциите. Успеавме со НАТО интеграциите, станавме полноправна членка на Сојузот, на Алијансата. За жал се одолжи ова со членството во Европската Унија, но тие два процеси ги поттикна нападите на сето она што требаше да ги поддржи овие процеси, вклучувајќи го промената и на името, договорот со Преспа, промените во општеството за транспарентност, отвореност и за максимална отвореност на владата и на низините институции, и тоа ги алармираше овие центри кои се веќе, како што реков, индоктринирани, да ја започнат максимално интензивно нивната работа, нивната пропаганда за што се тука поставени и да прават сето она што го правеа визави референдумот, визави договорот со Преспа, да пласираат максимално и интензивно дезинформации. Пропагандните војни, дезинформациите, хибридните закани во својата суштина имаат цел секогаш да предизвикуваат или да одржуваат одредена криза. И таа криза може да биде врзана и за безбедносната криза, политичката криза, социјалната криза и така натаму. И околу тоа не треба да имаме никакво сомневање дека тоа е едно од намерите. И апсолутно треба да се има предвид дека тоа е така. Бојаровски. Преди да се запомнат овие согледувања и ставови на Зоран Бојаровски, а сега да продолжиме понатаму со нашата средба и да останеме малку во друштво со новинарките и новинарите. Нашиот следен говорник во
нашата средба за димната завеса е Дејан Андоновиќ, искусен долгогодишен новинар кој претежно се занимава со надворешна политика. Во неговото излагање ќе видите дека тој го истакнува проблемот што нашата земја нема доволно дописнички и дописници во Европа и во светот, таму каде што се случуваат навистина важни настани, важни процеси, и дека тоа многу влијае на квалитетот на информацијата која македонските медиуми вија предаваат токму вам, на граѓанките и граѓаните. Дејан Андоновиќ говори и за дезинформациите и пропагандата, меѓутоа повеќе се осврнува на тоа, на способноста на медиумите, воопшто на капацитетите на медиумите да се справат со дезинформациите и пропагандата, да се справат со својата секојдневна задача, и се разбира општествена, јавна и одговорна функција во јавноста, во општеството, да предадат навистина квалитетна информација, да бидат вистински добар сервис за граѓанките и граѓаните, а тоа се разбира е проблематично во условите во кои ние се наоѓаме, во состојбите кои владеат во медиумската сфера. Па да видиме што има за сите овие работи, да каже нашиот колега Андоновиќ. Лажните информации доаѓаат до луѓето кои ги конзумираат тие информации и им се искривуваат на некој начин гледањата за настанот, одредениот настан. Во случајот ова околу Украина, војната, јас први морам да кажам дека како новинар кој ги следи настаните од тука преку медиумите, не гледам некои дезинформации, бидејќи и нашите медиуми, но сите наши медиуми практично се раководат од извори кои доаѓаат од западните агенции. Има влијание, според моето искуство, од српските медиуми кои се под жесток, би рекол, напад на или наплив на руските информативни медиуми, па оттаму кога нашите новинари, нашите читатели или гледачи или слушатели ги гледаат директно српските медиуми, тогаш може да дојде до некаква, да кажеме, некакво руско влијание. Но, доколку нашите граѓани ги следат нашите медиуми, македонски, тогаш со сигурност нема речиси никакво влијание, бидејќи моето искуство кажува дека сите ние што сме по редакциите внимателно ги следиме информациите. Сега јас морам да кажам една друга работа како новинар, тоа неколку пати сум го рекол, независно од се, ми се чини дека не беше добра постапката да се укинат руските медиуми. Зошто? Бидејќи како новинари не можеме да ја гледаме на некој начин и другата страна, која ние како професионалци сигурно не би можеле да бидеме изманипулирани од нивната вистина, но ќе можевме да ги вагаме работите кои доаѓаат и од западот и од истокот. Но руското влијание успеа да се протне низ, би рекол, новите овие медиуми, пред се социјалните медиуми, каде што на некој текст кој се однесува за Украина, Русија, Путин или некоја таква постапка, имаме милиони и милиони лажни или вистински ботови или вистински адреси и луѓе кои го критикуваат. Ја критикуваат постапката, например, на министерката за одбрана или на премиерот или на председателот во корист на Русија, и тука се гледа еден вид на мало проруско, да кажеме, влијание, или ако се тоа вистински луѓе, тогаш не е јасно и зошто тоа го коментираат. Доколку се ботови, тогаш тоа е една друга приказна која нема врска со информациите, туку тоа се веќе компјутери и информатика, па оттаму ќе прецизирам и ќе завршам со моето излагање. Ми се чини дека ние во Македонија информативно од македонските медиуми немаме речиси никакво руско влијание. Секоја проблематична информација која ви ја добиле ќе ја провериме или на Reuters, или на Associated Press, или на веб страниците на одредени министерства, State Department или Foreign Office, или сега во зависност околу што се однесува. Генерално се обидуваме како медиуми, мислам дека за сега некако тоа професионално го правиме. Се разбира, има и исклучоци, но тие се многу малку. Мора редакциите да ги испаќаат новинарите, па тие од лице место да објават. Вака ќе бидеме зависни и ќе мораме да видиме што рекла
Радио Телевизија Република Српска или што рекла Нова РС, па N1 дали биле добри или можеби вечерни новости дали биле проруски. Ако ме разбирате, ние имаме проблем во известувањето и во новинарството, ова е само последица. Дали имаме ние сега на некој новинар во Украина од каде што може да не известува? Не е важно дали ќе биде од Лавив и западниот дел или од Донбас или источниот дел. Значи тука го имаме проблемот. Војната со информациите ќе трае, ќе биде злоупотребена. Секоја мала пукнатина што ќе имаме ние во информативниот информативниот свет ќе биде протната било чија да кажеме било чии влијание во конкретниот случај руското. Генерално сметам дека сума сумарум медиумите во Македонија известуваат релативно коректно, и наспроти она што ги немаме како ресурси. Повторно ќе кажам, ние немаме наши новинари кои се дописници, немаме дописна мрежа ниту на приватните медиуми, ниту пак на овие државни медиуми. Ќе потсетам само кои се сеќава дека во минатото Националното радио, Националната телевизија, Националната новинска агенција, весниците дневни имаа своји дописници. Се разбира за секој од нашите соговорнички и соговорници, имате право и на некој начин и обврска, се разбира условно кажано, да ги преиспитате сите ставови, вклучително и на вашиот денешен водител, да ги преиспитате сите ставови, се разбира сите информации и да ги проверите најмалку од уште еден извор. Да продолжиме понатаму со оваа наша средба зад димната завеса, со една извонредно интересна соговорничка на Зоран Иванов во Дистрикт, меѓутоа и доктор Јасмина Миронски, која е позната и призната новинарка со долгогодишно искуство во работа со странски медиуми. Таа беше долгогодишна дописничка и на престижната Франс Прес, а и до ден денешен пишува за странски медиуми. Миронски зборува за потребата од медиумска писменост. Таа зборува, се разбира, за дезинформациите, за пропагандата, за состојбите кои таа ги предизвикува, меѓутоа битна е поентата која излекува таа во овој разговор со Иванов, а тоа е дека е многу потребно да се развива медиумската писменост, едукацијата на граѓанките и граѓаните за тоа што се факти, како се доаѓа до фактите и се разбира како се препознаваат дезинформациите и пропагандата. Па да видиме што има да каже на оваа наша средба доктор Јасмина Миронски. Дезинформации имаме секојдневно во сите области и на сите медиуми. Некои се свесни, многу се несвесни, но едноставно се присутни. Пропагандата, и мислам дека често ги мешаат дезинформациите и пропагандата. Пропагандата во основа е повеќе платена како дејност или како активност, се врзува со рекламата, додека дезинформациите се дел од секаков вид на вести во секакви области. Многу интересно со дезинформациите што тие обично немаат во себе лажни податоци. Најчесто од точни податоци, сите податоци се точни, се пренесуваат на начин да дезинформираат, односно да дефокусираат од еден проблем, настан, појава, што и да е изјава, и да направат на некој начин смути во јавноста, да дефокусираат, да го дефокусираат интересот и да дезинформираат. И мислам дека нема ден да помине без некаков вид на дезинформации со кои би се соочила нашата јавност. Некогаш така од ден на ден работите се менуваат и тоа што е па по мене најспецифично и може да биде најопасно е што некогаш на дезинформации се реагира ад хок. Значи добиваме дезинформации и тогаш реагираме. Не ги препознаваме однапред. Немаме ситуации со кои управуваме ние, како центар на моќ или како општество или како држава, туку реагираме. А тоа секогаш е полошата варијанта. Подобро е вие да сте подготвени, вие однапред имате и одбранбен механизам према сите видови на манипулации, дезинформации, спинови, што и да е што стига во таков вид спакуван до јавноста. Мене често ме прашуваат некој, сега и те актуелно е, нели, медиумска писменост, што е тоа? Медиумите треба да се описменат. Не треба медиумите да се описменат.
Треба луѓето да ги разбираат содржините на медиумите, луѓето да се описменат за да ги разликуваат и да изградат еден критички однос, нели, кон содржините во медиумите што се пласираат, а особено кон пораките што ги пласираат и стигаат до нив. Затоа што секогаш треба да си го поставиме прашањето, кој е тој, нели самите спомнавте, кој ги пласира, зошто ги пласира, значи треба да сме свесни. Прво треба да работиме на развој на свесноста и сознанието дека зошто е потребна медиумската писменост, односно дека постојат дезинформации меѓу другото и како ние да се преиспитуваме да ги препознаваме тие дезинформации. Тоа е, ми се чини, првото нешто од кое треба да тргнат и невладиниот сектор, има дел што веќе работи на тоа, но треба нели по можеби организирано и поангажирано, инаку дел, велам се, навистина доста активни на тоа поле, а медиумите исто така треба да имаат свој придонес на начин на кој ќе си ја вршат својата основна задача, а тоа е да ги проверуваат вестите што ги пласираат во јавноста. Значи мора да соопштуваат вистините вести. Некако вистината, фактите, се тоа некако како во ова модерно време веќе не ни се важни, нели? Некои други нешта се побитни, ама не е така на крај на денот. На крај на денот може многу да не чини ако почнуваме да ја занемеруваме вистината и фактите кои треба да стигнат до луѓето, нели? Наместо да им сервираме нешто што не е тоа. Ако имаме сознание дека не треба се да земаме здраво за готово што ни се пласира во медиумите, изградиме некаков критички, но не критизерски став и однос, нели? Не само по себе се да критизираме, туку да анализираме и имаме една дистанца со одредена критика кон она што го примаме, а тоа значи да проверуваме, да ги проверуваме вестите или да размислиме барем. Веќе спомнавме кој го праќа, зошто, како ја доживувам оваа порака јас, дали само јас верувам во неа или и другите, ако само јас, зошто, што е тука нешто не е во ред или обратно. Значи, да си ги поставуваме тие прашања, ние едноставно ќе градиме луѓе кои ќе бидат свесни и кои ќе помагаат на тој начин и за една демократизација во општеството, ако сакате. Но од друга страна, ако ние постојано ги земаме здраво за готово сите информации што ни се сервираат, па ја сум била сведок на страшни ситуации во време на кризи или војни на овие простори, кога се сервирале лажни информации и кога буквално после тоа имало резултат војна, убиства, луѓе гинале заради лажна информација. Тоа е многу опасна работа. Опасна, особено во денешно време, затоа што брзината со која вие ги пренесувате тие вести и луѓето ги примаат здраво за готово, не знам, вие сега да објавите, не дај Боже, не знам ни дали да дам такви примери, нели, дека нешто експлодирало во центар, некој го убил. И во моментот може да се сјати група на млади луѓе едни со други да се испотепаат. Значи, можеме да имаме многу критични ситуации во секакво општество. Ајде да речеме, ние сме поларизирани се уште за жал, по многу основи поделени, но и во најразвиени демократии и најмонолитни општества, вие со лажни информации може да направите дар-мар за многу кратко време. Значи, опасна работа информацијата, убиствена во денешно време, во секој поглед, значи не мора, нели, да ме сватите буквално, но е навистина многу, многу опасна. Сметам дека младите луѓе треба да се насочуваат и да изучуваат медиумска писменост, што е и како е дефинитивно, затоа што помага во еден сегмент, нели, медиумската писменост не е само дезинформација, е многу други нешта, но и тоа е еден сегмент од тоа. Сметам дека институциите треба да сериозно ги сватат, да ги сватат пораките што стигаат до нив околу вакви видови на прашања, да се обидат да ги разберат и, нели, да направат она што го реков, некаква стратегија како би се справувале со нив. За да можам да дадам некаков поконкретен заклучок или препорака, би требало да имам повеќе сознание, нели? Се друго би било зборување на памет, а тоа не го сакам многу. Сакам кога кажувам нешто, особено ако заклучувам, да имам аргументи за и против. Ајде да прозбориме малку за слонот во собата, за руската пропаганда.
А кој би зборувал за тоа повеќе, подобро, поинтересно од нашиот следен соговорник, а тоа е Љубомир Костовски, кој е долгогодишен новинар, кој е исто така познат и по своите навистина длабоки истражувачки активности, анализи кои се однесуваат на клучни теми во општеството, во политиката, во земјата, меѓутоа и во светот. Костовски ќе го слушнеме како зборува за руската пропаганда од еден, би рекол, историски аспект низ анализата на еден филм, а се разбира од тука излегуваат и поентите кои се однесуваат на тоа како руската пропаганда навлегува во општеството, дали преку црквата, дали преку други сфери, ќе оставиме да откриеме во неговото излагање, но се разбира и за тоа како тоа треба или може да се препознае. Во случајот со Костовски, тој извонредно добро ги препознава овие аспекти, па да слушнеме како тој гледа на овој слон во собата. Многу наивно гледавме на таа, да речеме, едно суштествување на руската пропаганда кај нас, иако тоа е вековно и непроменето империалистичко према нас. Јас тоа така го гледам. Од давнина, од Берлинскиот конгрес пред 2 века и малку повеќе, па сега до сега, секогаш било тоа така. Имало, да речеме, јас би го свел тоа само на едно подсетување. Крајот на декември кај нас пристигна еден руски документарен филм во рамки на серијалот се вика Богородичен покров и тој е сниман најголем дел во Македонија. Беше прикажуван за бадник во македонските цркви, а веќе и претходно за него дојдеа позитивни коментари, дека еве тој не признава нас како нација, признава дека сме ние извориштето на христијанството за источниот свет и така натаму. Јас го изгледав него и имав ја некои реакции. За жал ми се чини дека тие некаде се сопираат и не излегува како што треба. Иако тие се класичен пример на пропаганда, тој значи не мора да оди преку медиуми. Тој иде во директно прикажување луѓето, но во медиумите ние имавме позитивни прикази за тој филм. Јас го одгледав. Тој е прилично долг, саат и половина, мислам. И почнува таму на езерото Ладога, каде Варлаамски манастир е тој познат, со големо трајање, тој неколку вековен стар, таму има и 20 македонски свештеници, кој практично укажа на тоа дека, иако Руската православна црква не ја признава Македонската православна црква, таа си има свој упориште во Македонската православна црква. И тоа е многу опасно, затоа што тие луѓе што одат во црквата не мора да гледаат телевизија или гледаат една-две, евентуално не читат весници, сигурен сум. Таа пропаганда легнува на веќе подготвено тло. Тие сакаат. Зашто си за Русија, вели, затоа што сме православен народ. И тоа е се, што кај нив се објаснува. Се разбира, контекстот е сега лош, бидејќи и Украина е православен народ, меѓутоа го гледам во кафања како се тоа објаснува. Тие не се сосема православни, тие се малце као на католици, на гињаат и така. Тоа е една глупост. Меѓутоа да се вратиме на документарниот филм кој многу широко имаше. Кај нас одглас, значи тој сака да прикаже дека ние сме земјата од каде дошла писменоста преку религијата се ширила и така натаму. Меѓутоа, ако гледате што е уствари, тоа е ставено во контекстот дека Москва треба да биде третиот Рим и дека ние уствари треба да се прилагодиме на тој факт, а не да бараме некаква сепарација и така натаму. Вклучено е тоа идолопоклонство, има секвенци каде што свештеник македонски му бацува рака на Путин. И тој ја трга раката. Тоа го нема во православниот свет. Свештеник не може да му баци рака на верник. Обратно е. Секогаш, без оглед дали е цар или... Значи, меѓутоа тоа не наидува на некакво згрозување, да видите какво е тоа идолопоклонство, како е тоа местено и во Македонија, секаде се прикажуваат они крстеви по ридовите и така натаму, се носат, се покажува како мали деца кај нас идат во црква. Потоа дознав дека се работи за делот танец, пионерскиот дел на танец. Си оделе, може би. Меѓутоа, знаете, тоа е снимено и тоа е практично, да речем, искористено, инструментализирано.
Има сосема погрешни мапи кои практично не значат дека дошло писменоста од Климента, него дека директно дошла од Солун и ја заобиколила Украина, што историски не е точно, и дошло од источна страна во Москва, која тогаш можеби беше била и мало селце и не знам воопште дали постоела. Односно, за да се свати вистината за руската пропаганда, е тоа дека таа не е еднонасочна. Например, кога напаѓа некоја политичка страна или странка во една држава, тоа е веќе на длабока американска анализа, тие секогаш се обидуваат да создадат хаос во државата, не да навиват за некого. Значи, они ако приметат дека во Америка антиваксерството во некоја сојузна држава презема многу замав, тие најнаш ќе почнат да го форсираат обратно. Потребата да се вакцинира, значи нив им треба судир во кој нема победник во едно општество. Значи ако поддржуваат кај нас, да речеме, десна партија, можеби кога таа ќе превладува, ќе навиваат за левата партија. Нив им е многу важно да има нестабилност, бидејќи тие најдобро го користат моментот кога една земја е нестабилна. Тоа е важноста на таа пропаганда и ако тоа не го сватиме, не сме сватиле многу работи. Знаете, тоа е и прашањето и со еве гасот. Бугарија, поради Бугарија и ние добиваме газ оваа зима и мислам дека тоа што таа линија не е затворена е фактот дека преку Бугарија и Србија добива газ и ние добиваме газ и сега читаме за тоа колку еве оној што викаме ние српскиот, бугарскиот АВМУ, нивната агенција за електронски комуникации, да преведеме, отворено го зборува за моќта на руската пропаганда, за тоа колку пари се слеваат кај нив. Што мислите ние тие пари дека не се дојдени, зашто зборуваше екс-председателот Заев во локалните избори дека се влесени огромни пари кај нас? Дали на нашите медиуми, значи медиумите во нашата земја можат да влијаат во градење на вистинските вредности кои што нели? Па немаме ние немаме, имаме некој етички кого осудел етичкиот да речеме совет за вака крупни работи, значи не зборуваме. Ние сега имаме еден наш медиум, тој е независен весник, објави вест дека големите куќи се договориле да не ја пренесуваат седници на влада, да не на пресови на премиер, министри и така натаму, да едноставно да ги бойкотираат. И во такви услови не се случува војната. Дали ме сваќате? Значи, ако веќе бараме некакви поддршки за руската агресија, можам да ги видам кај дел од опозицијата. Имам очигледно не е, мислам дека отворено е оваа партија со 20 пратеници, меѓутоа тоа што таа од многу мала минорна партија станува со голема поддршка, со тоа што и расте, еве вели професорот Нези и расте, треба се загрижиме каде е таа работа. Јас пак мислам дека е тука во медиумите. Следите говорници во нашата средба, на нашава средба за димната завеса во која зборуваме за дезинформациите и пропагандата, се разбира из различни аспекти на тоа како да се справиме со нив, ќе бидат двајца интелектуалци, од кои првиот е магистер Иво Ранџеловиќ, кој е млад интелектуалец, експерт, аналитичар кој патува низ светот, ги дознава различните аспекти на многу интересни процеси и настани и се разбира ги споделува со нас овде во Цивил, во Цивил медија, а понатаму по него ќе го видиме излагањето на Александар Божиновски, долгогодишен истражувачки новинар, експерт кој работи и во порталот Скуп, а се разбира двајцата зборуваат за различни аспекти на дезинформациите и пропагандата. Обрнете внимание и на сознанијата и информациите кои ги споделува и Божиновски, кој говори и за ботовите. Па да видиме Ранџеловиќ и Божиновски што имаат да споделат со нас на оваа наша средба за димната завеса.
За жал сега пропагандите се проектираат преку социјалните мрежи и мислам дека таа завеса на социјалните мрежи е далеку поштетна од онаа што ја имавме во Советскиот сојуз. Луѓето се идентификуваат со кампови на информации, го слушаат и го примаат оно што им одговара. И многу е тешко да дојде до вистината. Сметам дека најпаметно е да самите оформиме мислење, да се повикаме на нашиот собствен капацитет што би било точно и што е релевантен извор, бидејќи сега јас не сум некој комуниколог да дадам некој идеална сугестија, меѓутоа мора да разбереме дека некои овие ресурси не се валидни, некои се. Пропагандата и натаму едно од најсилните оружја се врши преку медиумите, и Западот го прави истото, и Русија, да веќе не се знае, меѓутоа не може да демонтираме дека војна постои или дека има жртви, тоа се налудничави констатации, нели? Имаме еден поширок диазепам на луѓе во нашата држава кои се уште не веруваат дека војната постои во Украина, така да што по-неедуцирано, што по-примитивно е општеството, што е поподложно на лаги и на невистини, односно на пропаганда. Па да, има тие ботови, како што ги викаме, треба отворено да збориме дека ботови има на секаде, нема само Путин кој има собствена војска формирана, така да кажам, и тоа веќе сите го знаат. Дори нашиот сајт беше нападнат од руски хакери, еден период па беше паднат, па едва го спасивме. Значи, сите тоа го прават, али тоа е ситуацијата на хаос. Значи, додека не се регулира, тогаш и државите тоа ќе го користат. Еве земете го примерот со Трамп во Америка. Значи, интернетот од Твитер беше клучен за, искрено кажано, за неговата победа. И тоа се докажа колку он гласови добил на таков начин. И сега, секој политичар, секоја сила, ако не се прилагоди на сегашниве, тоа е главна тема во Европскиот парламент, ако сте забележали, често пати дискутираат што Европа да прави со тоа. Европа нема своји ботови, нема, како да кажем, нема своја некоја организирана пропаганда на интернет, Европската унија, додека не се, сето тоа не се регулира, додека не се развие културата на барање на точни информации, тогаш ќе мора други политичарите и моќниците се прилагодат на тоа и тие сите тоа ќе го прават. Каде натаму вие со амбиции? Секогаш, извинете да довршам, историјата не учи дека редот секогаш доаѓа од хаосот и редот се појавува кога хаосот ќе го удри дното или кога ќе дојде веќе до непоносливост. Самите ќе бараме ред и ќе бараме вистина и ќе бараме новинарство. Самите луѓе ќе го барат, тоа ќе имаат потреба. Пристигнавме до самиот крај на оваа наша средба за димната завеса. Се надевам дека и овој пат успеавме барем малку да ги приближиме сите аспекти, важни аспекти за тоа како да се справиме со дезинформациите и пропагандата. А се разбира, за да се справите со некој проблем, треба прво да го запознаете. Затоа мислам дека бевме во друштво со изворедни говорнички и говорници кои од различни аспекти, од аспекти кои произлегуваат од нивното знаење, професија и искуство, дојдовме до барем некое следно ниво, барем малку повисоко од она на кое бевме пред да започне ова наша средба и се разбира, оваа средба не е последна. Се гледаме повторно за неколку дена, а во меѓувреме ве поканувам да продолжите со вашата комуникација со Цивил, да продолжите со вашите пријави, со вашите сознанија за дезинформациите и пропагандата, како на социјалните мрежи и во медиумите, така и во вашата непосредна близина. Вашите информации, вашите стории се многу важни за нас и се разбира нашата акција не би била медиумска и граѓанска доколку не сте вие активни, свесни и совесни. Сите заедно ќе успееме на добар, на вистински, чесен, професионален, граѓански начин да ги надминеме проблемите кои ги предизвикуваат дезинформациите и пропагандата. Затоа останете со нас и во меѓувреме бидете со медиумската платформа на Цивил. Ви благодарам за вниманието.